Почитувани, денешната пресконференција за жал не е да промовираме нови услуги на Управата за јавни приходи, туку да укажеме на одредени појави и утврдени сознанија за злоупотреба на службена должност и непрофесионално однесување на службите на Управата за јавни приходи и одредени даночници, што е недозволиво. Имено, случајот кој ќе го презентирам се заснова на сознанијата и постапките кои ги води единицата за професионални стандарди на Управата за јавни приходи за утврдено незаконско делување и кршење на работните процедури од страна на вработени во управата, во кои биле инволвирани и високи раководни лица, а со цел овозможување на индиректни даночни поволности за одредена група на фирми преку свесно неделување на службите и иземање на овие фирми од редовните законски постапки на присилна наплата на долгови кои УЈП ги има како обврска да ги спроведува согласно Законот за даночна постапка. По основ на добиени информации и одредени сознанија за постоење на незаконски действија и интервенции во системот на Управата за јавни приходи за данок на добивка, утврдено е дека свесно и намерно со интервенција и насоки од вработени во УЈП извршено иземање на 37 правни лица од постапки на присилна наплата, односно истите овие фирми подолг временски период биле отстранувани од листите за генерирање на опомени за наплата на долгови за данок на добивка, што е услов за отпочнување на постапка за присилна наплата. Поточно, сите овие 37 фирми биле ставени во привилегирана позиција на начин што во електронскиот систем на УЈП за данок на добивка била овозможена посебна програма за забрана за печатање на опомени за долгови по основ на данок на добивка, која овозможувала подолг период, односно околу 2 години, 2015 и 2016 година, даночните обврзници да бидат иземени од постапки за присилно наплатување на евидентирани милионски долгови. И покрај тоа, што службите на УЈП имале обврска да го мониторираат целокупниот процес и да ги преземат сите неопходни мерки за издавање на опомени согласно евиденцијата и состојбата на долговите на даночните обврзници и да превземат мерки за отпочнување на даночни постапки, тоа не било сторено, токму за истите 37 фирми 2 години. Станува збор за 37 фирми, сите од Скопје, меѓу кои има и приватни и државни компании. Да биде абсурдноста поголема, дел од фирмите се познати и на јавноста, дури и објавени на листата на должници на Управата за јавни приходи. Обврска на секој даночник е праведно и ефикасно собирање на даноците и спротивно на угледот на даночната служба се било какви индивидуални и групни активности за амнестирање од плаќање на данок и овозможување на незаконски поволности за било кој даночен обврзник на штета на буџетот на Република Македонија. Ја користам оваа прилика да упатам јасна порака. Секој е должен да плаќа данок на начин утврден со закон. Никој нема да биде привилегиран надвор од законот, ниту даночните обврзници, ниту бизнисите, ниту сметководителите, ниту граѓаните, а најмалку вработените во Управата за јавни приходи. Злоупотреба на положбата на даночниот службеник за остварување на било каква корист за друго службено лице или за друго правно или друго физичко лице нема да се толерира и за сите инволвирани ќе бидат покренати постапки.